Многу во прашање постави нашата гледачка во однос на тоа автофаѓа што го нарекуваме или подолг период на нејадење. И да не предизвика особено наутро, кога нели излегуваме од тој период на нејадење, да не налетаме на храната со поголем глад. Тука има неколку стратегии кои што може да се применат и се корисни. Во последниот час пред да почнеме да јадеме, паметно е напитоците кои што не се висококалорични, а се дозволени во тој период на автофаѓа. Дали е чај, дали е кафе, дали е било кој друг напиток, некој е сокчено, не со многу... Но без шекер. Но без шекер, така. Значи, зошто го кажувам тоа? Со цел, ако создава автофагијата еден понагласен глад, малку да го отапиме. Значи, во очи на првиот оброк, да ја намалиме острината на гладот. Јас најчесто препорачувам чај на моите пациенти кога зборуваме за ваков проблем, за излегување од автофагија и треба да дојде првиот оброк, кој што вообичаено, ако следат автофагија, треба да биде 10, 11, 12 часот наутро, тогаш во очи на оброкот 1-2 чаши чај ќе помогнат да се малку намали силината на гладот и да не се претера во оброкот.